Владата директно инвестира во потребите и потенцијалите на луѓето и дава силна финансиска подршка за бизнисот за отворање на нови работни места. Ова денес на пресконференција го кажаа од локалниот огранок на СДСМ. Со новиот ребаланс на буџетот обезбедуваме 400 милиони денари за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување за предпријатијата кои ќе ги зголемат платите на своите вработени до 100 евра. Со оваа мерка се сузбива сивата економија и давањето плати во кеш. Со оваа мерка ќе расте приливот во пензискиот фонд, што секако представува услов за иден раст на пензиите. Предвидени се и дополнителни 200 милиони денари за активни мерки за вработување и само вработување на младите и така создаваме дополнителен мотив за тие да останат во земјава. Одличните економски резултати кои ги постигнавме го покажуваат ефектот. Бројот на вработените лица е зголемен за 5,3%, односно 39.500 лица во првиот квартал 2019 година во споредба со првиот квартал 2018 година. Подсетуваме дека претходната влада, предводена од ВМРО-ДПМН, ја задолжи државата со 840 милиони евра за непродуктивно трошење. На ова реагира од ВМРО-ДПМН. Со денешната пресконференција на Социјалдемократскиот сојуз се покажа дека штипе на маргините од интересот на централната власт. Локалното раководство на СДСМ, наместо да коментира и пропагира капитални проекти и нивна итна реализација на локално и регионално ниво, што впрочем беа нивни ветувања, се фати за економски несфатливи проекти на централната власт. Вчерашното укажување на ВМРО-ДПМН за ребалансот на буџетот на 2019 година и кратењето на средствата за ветените капитални проекти во нашиот град се покажаа како вистинити. Средства за проектот Брана на река Отиња нема, средства за доизградба на новата клиничка болница нема, средства за интервенција во локалната инфраструктура нема. Стои во реакцијата.